Скопската каза. Скопската каза била во Македонија во состав на Отоманското царство, третостепена административно-управна единица која постоела во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Скопската каза била дел од Скопскиот Санџак, кој пак бил дел од Косовскиот вилает. Центар на казата бил градот Скопје и оттука со казата управувал османлиски чиновник Кајмака. Бидејќи Скопје било центар и на Скопскиот Санџак, во градот престојувал и управникот на Санџакот, Муте Сарифот, а од 1888 кога Скопје станало центар на Косовскиот вилает, тука живеел и Косовскиот валија. Казата зафаќала површина од 1850 километри квадратни. На север граничела со Качаничката и Гниланската каза, на исток со Кумановската каза, на југоисток со Штипската каза, на југ со Велешката, на југозапад со Прилепската и на запад со Тетовската каза. Во средишниот дел била Скопската котлина, а околу нејзе биле планините: Китка, Караџица, Голешница, Жеден, Градиштанска планина и Црнагора. Низ казата протекувале реките Треска, Вардар, Лепенец, Пчиња, Маркова река, Кадина река, Серава и други помали. Бидејќи казата зафаќала голема површина, а за подобро функционирање била поделена на накии: Блатија, Карадак, Дервент, Каршијак и град Скопје. Скопската каза опфаќала 148 села и градот Скопје, односно опфаќала голема територија. Населението на почетокот на 20-тиот век било етнички и конфесионално мешано. Муслиманите кои живееле во оваа каза по потекло биле турци, македонци, албанци, черкези и муслимански роми. Христијанското население било со словенско потекло, но било поделено на верници на Цариградската патриаршија и на Бугарската екзархија. Скопската каза броела вкупно 34.862 житела. 1929-та Скопје станува седиште на Вардарска бановина на Кралството Југославија. Спортско-рекреативното езеро Треска. На 26 јули 1978 пуштено во употреба е спортско-рекреативното езеро Треска, изградено од средствата од самопридонесот на граѓаните на град Скопје. Лоцирано е на местото на некогашната кривина, омиленото излетиште на скопјани на реката Треска. Кривина, како што и самото име кажува, е местото каде што речниот тек се закривува, што пак го проширува коритото на реката и овозможува непречено капење. Езерото Треска, првото вештачко рекреативно езеро во земјата, за тоа време е направено по сите светски стандарди. Езерото Треска се протега на површина од 136.000 метри квадратни. Длабоко е од 1,6 до 3 метри и има капацитет од 10.000 капачи. Неколку децении Треска функционирала како главно излетничко место за скопјани, особено во летните месеци. Неговата околина е позеленета и пошумена. Во комплексот се поставени тушеви со облекувални, други помошни простории, детски базени, игралишта, снек барови, ресторани, кафеани, продавници, како и кампинг простор, каде што скопјани ги оставаа своите камп приколки. Во првите години, во летните месеци, особено во викендите, предвидениот капацитет од 10.000 посетители понекогаш беше премал за да ги прими сите оние што сакаа да избегаат од скопските горештини. Повеќе или помалку езерото Треска се до 1998 беше успешна приказна на скопскиот самопридонес. Тогаш некако се свати дека водите на реката Треска се толку загадени, што капењето во езерото мораше да биде забрането. Таму подземните води не стасуваат до површинските слоеви. Во 2010 година Министерството за животна средина склучи договор за изградба на прочистителна станица за селата Шишево и Глумово, што би ја намалило загаденоста на Треска, ама ни тоа не се направи. Градот излезе со информација дека секоја интервенција на езерото е прескапа за да се исплаќа неговото функционирање. Рекреативното езеро Треска близу скопското село Сарај пропаѓа со децении.
Монтажните градби се распаднати, бетонските плочи испукани, а наоколу има расфрлан смет и изгорени површини од логорски оган. Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi raz su te